Од утре стартуваат разговорите на владините коалицијски партнери за најавената реконструкција на владата. Од Илинденска за телевизија 24 само кратко велат дека ќе бидат на ниво на работни групи, каде ќе присуствуваат лидерите на политичките партии, а за дополнителни детали велат тековно ќе информираат утрено и викендов. Премиерот Христијан Мицковски вчера на роденденот на партијата посочи дека ќе има измени бидејќи како што рече и граѓаните имале забелешки на одредени министри и функционери кои стануваат се понедостапни, а приватните патувања им биле поважни од службените. На уморните министри и вчера им порача дека било честно и фер да си заминат. Очигледно има и такви кои фотелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека дел од министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им стана помили од посетата на селата и градовите. Нема да има толерирање на занес во привилегиите што ги нуди власта. Ние сме овде да му служиме на народот. Чистиот образ тешко се одржува, а лесно се губи. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди. Премиерот Мицковски, кој пак не ја исклучува можноста ниту за предвремени парламентарни избори, исто така вчера и порача и на опозицијата да внимава што зборуваат, а пак опозицијскиот лидер Филипче во пресрет на разговорите за реконструкција денеска направи пресек на изминатите 2 години владење на владата на ВМРО ДПМН вреди и знам дека многу малку од дадените ветувања како што рече реализирале, а ги детектираше и пропустите по сектори за кои изнесоа забелешки од Бихачка. Изминатите 2 години единствено нешто што е зголемено се долговите на државата. Падна животниот стандард, сиромаштијата е во пораст, луѓето, посебно младите, се повеќе се иселуваат. Цените во маркетите растат без контрола. Ова власт после зголемувањето на цените на енергенсите, на горивата не направи ништо да го спречи растот на цените. Платите каснат. Има државни јавни институции во кои што платите се исплаќаат околу 20 во месецот. Од ветеното пред граѓаните, пред скоро 2 години, нема исполнето ниту 20%. Коалицијските партнери на Мицковски вреди и знам пак веќе посочија дека при најавената реконструкција не очекуваат измени во нивните ресори, со тоа што вреди очекуваат на местото на Лимани во социјална политика, демографија и млади да седне нивни човек, а ќе треба да се избере и првиот човек на ресорот добро владење кој го напушти Арбен Фетај. Во јавноста се шпекулираше и за можни измени во здравство, спорт и култура, но и можноста дали реконструкцијата ќе опфати и дел од помалите коалицијски партнери, односно местата кои ги држат Стоилковиќ и Салију, но сето тоа е на база на шпекулации. На работните средби од вреди ќе се појават Изет Меджити и Билал Касами како представници на вреди, а пак од знам Максим Димитриевски ќе дојде во придружба на генералниот секретар на партијата или координаторот на пратеничката група.